чита од Светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Овој беше во почетокот во Бога, и преку Него постана, и без Него ништо не стана, кое што постана. Во Него имаше живот, и животот беше светлина на луѓето, и светлината во темнината свети, и мракот не ја опфате. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓа во светот. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија и на сите што верува во неговото име, им даде можност да станат синови Божји. Тие не од крв, ни од поход телесна, ни од поход машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се сели во нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, славата како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и викаше зборувајќи: овој беше за кого реков, кој што иде по мене и пред мене, оти постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. Зашто законот беше даден преку Мојсей, а благодата и вистината излегоа од Исуса Христа. Стефан, по милоста Божја, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со светиот архиерејски синод, до свештенослужителите и монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ве со величествениот и торжествен поздрав: Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Возлюбени чеда во Господа, тајната на воскресението има централно место и е најважен настан во учењето и во животот на Светата Црква. Таа се состои во Христовата победа над гревот и смртта, победа која што Синот Божи ја извојува не за себе си, туку за целокупното човештво.
Затоа да се верува во Христа, значи да се верува во воскресението. По паѓањето на гревот на првосоздадените луѓе, човечката природа стана ранлива и подложена на смрт. Прво настапи духовната, а потоа и телесната смрт. Со што човекот се оддалечи од Бог, но Бог не одговори за смртта, туку таа е последица на човечката непослушност и на неговото оддалечување од изворот на животот. Светите отци и учителите на црквата учат дека Бог не ја создал смртта, туку ја допуштил од љубов и милосрдност, за да не станат злото и гревот безсмртни. Според тоа смртта не е Божја казна, туку е резултат од оддалечувањето на човекот од Бога. И единствен излез од таквата навидум крајно безнадежна состојба беше победата над самата смрт. Затоа беше потребно Синот Божи да дојде во светот и да не ослободи од смртта и да ни подари воскресение, соединувајќи го својата личност Божја и човечка природа. Смртта пак што ја претрпе на крстот беше всушност пораз на самата смрт. Зашто Христос воскреснувајќи ја ослободи човечката природа од смртните окови. Возлюбени великденци, да му благодариме на Бога што и годинава не удостои да го дочекаме и прославиме Неговото воскресение. Благодарноста ќе ја покажеме со тоа што сите заедно ќе се трудиме да живееме богоугодно, како што им доликува на вистинските христијани. А тоа најдобро го изразуваме кога соборни на Божествената литургија, еден до друг, со едно срце и со една уста го славиме Господ. Исполнети со великденска радост на овој ден над деновите, ве поздравуваме сите возлюбени чеда на Мајката Македонска црква и во татковината и насекаде по светот, посакувајќи секој дом и секое срце и душа да се исполнат со торжество на ангелите, жените мироносици, апостолите и на сите боголюбиви луѓе кои се радуваа на Христовото воскресение и досега, и сега, и во сите времиња. Амин. Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Петар, митрополит Преспанско-Пелагониски администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј, митрополит Дебарско-Гичевски, Наум, митрополит Струмички, Агатангел, митрополит Повардарски, Методий, митрополит Американско-Канадски, Пимен, митрополит Европски, Иларион, митрополит Брегални,